Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Денеска подготвив еден специјален гостин, станува збор за мојот пријател Виктор Петров Викса, со кој што во денешното издание на емисијата Супер Звезда ќе поразговараме малку повеќе околу тоа како се станува радио или телевизиски водител и колку е убаво да се работи една ваква професија. Ви ветувам убава и интересна емисија, останете со нас, се враќаме во програма за неколку минути. Бидете тука. Почитувани гледачи, во моето денешно издание на новата емисија Супер Звезда е специјален ексклузивен гостин, мојот стар добар другар Виктор Петров Викса. Викса, добре ми дојде, како си? Дарко, поздрав, секогаш добро кога ќе те видам. Тебе и твојата дружина. Ти благодарам. На нашите гледачи, младите гледачи, дечињата од нашата татковина, ќе ги интересира она за што денеска сакам да разговараме. Впрочем, многумина од нив во животот сакаат кога ќе пораснат да се баваат со овој медиумски бизнис во кој што сме јас и ти. Многумина од нив сакаат да станат водители, некој на радио, некој на телевизија. Јас тебе те покрив бидејќи ти си она двете во едно. Ти имаш и многу други квалитети. Тоа е сериозен комплимент и кеф ми е дека ќе можеме да си направиме моебет на оваа тема. Инаку сериозно е комплимент. Кога луѓе сакаат да бидеш како ти, тоа значи дека си наследил и ти си бил некогаш како нив и си наследил добра основа и баш ми е кеф. Ајде вако прво јас ќе ти поставам неколку прашања. Кога кај тебе првпат се роди идејата ти воопшто да почнеш да се бавиш со телевизија, радио или водителството воопшто? Кај мене има неколку начини како се раѓа идејата. Мојот случај е како и секое дете, аз многу се радував кога си играв. И кога си играш, си правиш некои твои комбинации на правила на игра. Ти си тој што ја води играта и ти си тој што си игра и ако има уште некој што можеш да си играш со него е феноменално и фантастично. Тоа е детство. И ако земеш по основ на тоа, јас почнав да како и секое дете да си играм со сите со кои ми беше кеф и еден ден си играв многу, односно не размислував и настинав. Така настинат, легнав болен. И нели кога си болен не можеш баш да играш, не можеш да излегуваш и не си баш најрасположен и почнав да слушам една интересна радио емисија. Ова го кажувам ако можам да одредам некој дел, бидејќи значи мене идејата што да правам ме одбрала пред да ми текне што да правам. Го открив радиото и открив дека тоа што понекогаш во глава го комбинираш кога не ти е добро и кога не можеш да си играш со никого или кога си настинат и сакаш да правиш нешто друго, ама не можеш во моментот. Одличен начин е да почнеш да си играш во мислите, во она што го викаме фантазија. А фантазијата, ако има некој да ти ја открие или не да ти ја открие, да ти прави друштво кога ја откриваш, е многу фино, е многу убаво доживување и таа фантазија веројатно после станува бизнис, кога ќе сватиш дека ти можеш да бидеш нечија фантазија. Викса, колку години имаше кога ти го откри првпат радиото? Јас сум слушал музика не сакајќи мајка ми и татко ми, например некои работи ги одредуваат и родителите. Не сакајќи откриле дека сум се смирувал кога ми пуштале музика. Среќа во несреќа, дека тоа било некој вид на комунистичко време кај што имало повеќе плочи од класиците на руската творба. Велам среќа во несреќа за да не навредам никого. Музика е музика и нема лоша добра. Така што сум слушал од топ 10 на татко ми што ми ги пуштал на грамофон, биле 7 класика. Мислам дека не се правам паметен, но мислам дека тоа го предодредува тоа што после ми се случува. Всушност секогаш кога ќе слушнам радио, јас имам некоја и ден денес некоја моја слика за тоа што и како изгледа тој што збори, зашто збори, како му изгледа денот. Жив ли е стварно? Он го мисли тоа што го кажува или го кажува пошто некој му кажал? Дали кога се смее стварно или не? И сето тоа може да го зависи колку те интересира и колку сакаш да си играш во мислите. За да си играш со голем капацитет, сосема не е битно дали денес ќе почнеш да си играш или утре, бидејќи секој наредно играње има се поинтересни играчки. Сакам да се прашам, кога беше мал, што си замислуваше дека ќе станеш еден ден кога ќе пораснеш? Кога бев мал, замислував, знаеш како, не сум имал, например, сум замислувал дека ќе можам да комуницирам со многу луѓе, ама не го дефинирав како радио, туку мислев дека прво мислев дека ќе сликам. Ја у мојава глава прво сум правил неверојатни обиди со сликарство, ама тоа е
дали мислам дека ни моите не знаат или се прават дека не знаат, пошто нели сега не можеш да не знаеш детето што црта како е, ама сум се обидувал, не знам, чудно е. Ќе ги интересира дечињата. Се остваруваат ли оние сонови од детството? Можат ли луѓето да си ги остварат? Кај тебе како беше? Па ако да, се остваруваат, како не, и препорачувам секој што нема побрзо или поспора, туку колку што му треба време да се земе за подготовка и во еден момент нема сонот те вика, нема бегање од тоа, или сонуваш или не сонуваш. Ако не сонуваш, тогаш биди буден. Оти луѓе кои не сонуваат се будни. А ако си буден, тогаш после одредено време ќе ти се приспие. И кога ќе се заспиеш, така уморен, ќе ти се дојде на сон тоа што треба да го правиш. Кога ќе дојде, па ти веќе и да сакаш, нема бегање. Значи можеш што сакаш да правиш, нема бегство. Јас сум пробувал да бегам не од себе, туку онака човечки е ова препорачливо за сите деца да ги претпоставуваат работите што би можело да се случи ако ја го трнам цвеќево тук. Или што би можело да се случи ако ја додадам уште едно, кое што ќе биде и различна боја и безбојна во исто време. И сега, ако ние договориме дека безбојна жолта е безбојна жолта која оди на кај себе, а е жолта, таа станува боја. Така што добро е да се мислат добри работи. Све што мислиш, се што се мисли, може да стане вистина. И тоа е општ договор. Трекам да те прашам, како мал, читаше, пишуваше, те биваше ли за сите тие работи? И сум се, да знаеш како мал сум, зависи колку мал. Всушност сум читал стрипови, ептен кога немам што да правам, и сум читал стрипови. Мислам, ептен кога, дури кога ме мрзи да фантазирам. Знаеш дека некогаш се заморуваш од фантазирање. Тоа е исто како скијање или како, не знам, уствари се заморуваш веројатно фантазирајќи и секој има свој капацитет. И тогаш зијам стрип, тогаш се ставам на шина на задоволство кое е гарантирано. Демек, ќе си поминеш така како што тој сакал во стрипот. Го читав Мандрак многу, другиве почнаа да ме нервираат стрипови, Калимером, например, ме нервираше зошто бре нема правда, па нема правда, никогаш не победува. Том и Џери никогаш, или којотот никогаш не го фаќаат и тоа малце ме нервирало. Така што како втор степен сум читал и битно е да се чита. Муабетот ми беше за сите оние дечиња кои што сакаат да се бават со една ваква благородна професија, значи радио и ТВ водител. Треба ли уште од мали да почнат да се наобразуваат? Битна ли е таа општа наобразба за утре да може оној кој што е водител со секого да поразговара на разни теми да може да зборува? Така е. Види комбинација од комуникации, значи треба да се биде вешт во комуникациите. Тоа значи пак да се има самодоверба. А за да вешто комуницираш и тоа да ти биде успешно, бидејќи ние сите комуницираме, уште кога ќе се родиме, комуникација со докторот е кога ќе не плесне по телото за да продишеме. И тоа е животна комуникација и најбитниот муабет. Жив сум. И после тоа се меша со, например, како да искомуницираш и да разговараш со некој без да го навредиш, а да, не знам, тоа мене ми беше вака принцип, ама е во рамка на комуникации со веројатно емотивна интелигенција. Таа е паралелна со онаа што го учиме во школа, но емотивната интелигенција некој порано ја вика улица. Колку е битна самодовербата кај децата за да успеат во она што сакаат и како да тренираат да ја стекнуваат таа самодоверба и да можат да ја одржат понатаму. Многу добро голови делчето од муабетот и вистина е дека не му обрна внимание, оди го расширив малку. Вака собрано да ти кажам дека самодовербата доаѓа тогаш кога ти почнуваш да се сакаш себе си. Штом ти почнуваш да се сакаш себе и да се доживуваш таков каков што си, значи не така како што некој ти вика, туку ти однатре си знаеш што си. И убеден си дека е така. Почнуваш да го градиш тоа што сакаш да бидеш. Самодовербата доаѓа од тоа како ти се гледаш себе и колку ти успева на твојот личен план. Знам дека е малце комплицирано, ама план имаме сите. Додека сме во школа имаме распоред. Значи исполнувајте го распоредот и во дадена фаза приказната ќе ви дојде, таа веќе е напишана. Само вие не знаете дека е напишана. Ова е вистина. Јас кај мене така се случи. И јас ви раскажувам што ми се случило. Викса, ти благодарам.
Еве, почитувани гледачи, во ова наше денешно издание на емисијата Супер Звезда гледате дека имаме прекрасен гостин со кого еве учиме чекор по чекор како се станува и кои се искуства и работи ги имал Викса низ својот живот наназад додека не е дошол до ова што е денеска. Останете со нас, се враќаме по кратката пауза, бидете тука. Се враќаме повторно во разговор со мојот добар, стар пријател Виктор Петров Викса, за оние кои малку подоцна се вклучија во нашето денешно издание на емисијата Супер Звезда. Со Викса денеска разговараме за тоа како се станува и како е да си радио и ТВ водител. Задоволство ми е што ти имам, Викса, денеска во емисијава тука. Задоволство ми е што можам со човек како тебе кој ги има сите тие квалитети, поготово за водителство, две во едно. Ти работиш и на телевизија, работиш и на радио. Тоа кефа не ми текнало, а ти благодарам. Две во едно како можеш да не ми текнало сега, ама дека јас го играм тоа и не сум го видел. Не сум. А супер. Не сите работат и тамо и вамо. Знаеш, не секако може да го бива и на едниот и на другиот медиум. Благодарам, особено ми е кеф дека е од човек како ти. Да, ти си прекрасен и тамо и вамо. Кажи ми, каде се наоѓаш повеќе себе си? Секој нов проект е различно уживање и гледам така да правам. Да не се лажеме дека кај нас има безброј проекти кои што фрчат и јас одбивам дневно по 5-6. Би било фино, веројатно тоа би било така кога би биле многу помалку бројни и така натаму, ама всушност гледам да сето следно што го правам да ме интересира, ама имам некои своји параметри од стомак, значи да ме интересира да ми биде интересно да го правам. И тука може да убеди малку финансиска ситуација, ама нели парите плаќаат сметки, но не го превртуваат чамецот на креативноста. Не можеш да речеш дека имаш песна за 100 и за 200 долари, едната е за 100, едната за 200 долари, песна си е песна. И јас себе, всушност, гледам да се гледам кога си поминувам добро на радио и кога си поминувам добро на телевизија. Во просекот на она што сум го правил, публиката вика дека подобро сум си поминал на радио до сега, но тоа е нивното доживување од кое го ценам и почитувам. Но ти ме прашуваш за ова од внатре, така? Како ти го доживуваш? Од внатре секогаш ми е интересно и сега секако дека ми е интересно ако на многу други луѓе им е интересно, но не е секогаш така. Некогаш не се многу тие на кои интересно и ти ги градиш очекувањата. И сега доаѓаме до една многу битна следна, значи само доверба, креативност и очекувања. Ајде малку да поразговараме за твоите, односно нашите заеднички почетоци. Сега малку ми е глупаво да те јас тебе да те интервјуирам во тој дел. Дека си учесник во истото. Учесник сум во истото. Гледаш како си фер водител, гледаш како си фер фраер. Треба да бидеш фер, а искрен, спомнавме, искрен, па добро, искрено е. Кога си искрен, дозволуваш убави работи да ти се случат. Кога си неискрен, ти ја убедуваш ситуацијата и приказната, демек ти знаеш најубаво. Како може да се изненадиш ако ти кажуваш што да ти купат за роден ден? Еве така да го дефинирам. Така, точно, нема. Добро, ти ќе си нарачаш, ама изненадување нема. Ако сакаме изненадување, тогаш е битно. И сега ова е ритуал, види, ритуал е ти ако си добар. Сите ќе сакаат да добиеш убав поклон. Ако не си баш добар, тогаш поклонот тоа знаат мама и тато. Гледа се како ги наместив. Ова е нефер водител кој што си е онака, демек му е гајле и сега вие дома со подарокот како што не е добар. Нема лош и добар подарок. Всушност, секој подарок е добар, бидејќи е внимание. А дали ќе се фалиме со него, тоа е состојба на колку сме били ние. Дали се сеќаваш на еве нашите заеднички почетоци и годината, кога беше тоа? Точно се сеќавам, во средна школа бевме јас и ти запишани во различни училишта, на цело време дружевме пред, после, зад, под, над часовите и не знам уште во која физичка форма. Тоа мислам дека беше 89-та, ама не сум сигурен, може и еве нека биде 90-та. 90-та година е годината кога има уште 10 години до 2000-тата. Тоа се некои 26. Знам дека дента или завршивме со школа или ние решивме дека требаше да се заврши и фативме еден интересен конкурс на една улица блиску до градски парк. Тоа беше првото, едно од првите приватни радија во Скопје. Значи се потрудивме да ни се случи тоа што сакавме да ни се случи. Никогаш не бевме размислувале, еве и ти си тука, размислуваше дента дека ќе одиме на конкурс некој на радија? Не. Апсолутно. Тотално никогаш не.
секогаш шансите се тука ако ти си спремен да ги изменаджираш или да ги искористиш. Ова ти е како празно конче во парк или празен банджи џамп или празно јаже. Цело време е тука. Треба само да го измислиш и оно е тука и така натаму. Добра. Ми текнува на тој момент и на нашето прво заминување на конкурс, на аудиција може да се каже поточно. Аудиција беше, да. Аудиција беше. Конкурс, да, каде што јас и ти воопшто не се спремавме, бидејќи имавме постојани муабети, ние живеевме во тој филм. Сакав да ти Веќе го речем. видиме радио. Всушност, ние се препознавме себе си, не се препозна себе кога влезе во радио во студиото, сигурно ги, како да речам, Дарко и Викса ги облекоа униформите на кариерата кои беа пишани таму. Значи ова го зборам како да не сум ја, бидејќи треба да се оградувам од муабетот. И тоа се осети, тоа викам, треба да секој ден е различен. Врска нема тоа ние дека викаме понеделник, вторник, среда, четврток, петок, ние си ги броиме така. Инаку утре е најновиот ден во твојот живот. И тој бил можеби 100 пати понеделник или вторник, ама тоа ти дека викаш така. Инаку во вкупната тетрадка и приказна таа се случува. Значи дека нас не било пишано, само може да ви не сме знаеле. Дали ти текнува на тие први емисии кои ги имавме на Sky Radio, ти беше големо освежување, нешто невидено во етерот, до тогаш се немаше... Не, добро, тука не можеш ти сам да изреагираш, сега дозволи јас да кажам. Дека се немаше случајно човек како тебе до тогаш. Не, така. Со таков умствен капацитет и интелигенција. Чекај, тоа не доаѓа сам, тоа доаѓа во добро друштво, брат. Значи, новата свежина се на тоа што ја и ти го донесовме во радио просторот, во етерот, се надогради на бран на прво приватно радио. На долга железна завеса на диктатура вистинска и неслободна. И ги срушивме сите тие бариери некако и сето тоа се 3 брана. Значи дали приметуваш кај сме срфале, не за да бидеме битни, туку сигурно е убаво да ја фатиш приказната кога ќе ти дојде онака убаво. На нога што се вика. И тоа уживање беше општ тренд. Никој, сакам да кажам дека инстинктивно сето тоа што си го собрал до тој момент го сподели со другите и го препознаа. Тоа е феноменално. Емисиите ни беа откачени. Ама Два пати на ден. Значи по пола сат или сат, не ми текнува како. По сат. Од 12 до 1 на пладне и од 4 до 5. И се вика угаси го радиото. Значи во наплив на новитети, на лудила. Радиото било угасено 50 години на емоција. Од Втора светска војна било угасено до 90. Да не ми фати некој за зло до 100 годината и се пушта радиово за да емисијава се вика угаси го радиото. Значи тука сум, ама не ме барај, не знам како се вика тоа, нели некој стои на раце и го има наопачки облечено од джемперот. И тебе ти изгледа дека он е точен како што стои джемперот, ама тој стои на раце, он е обратно поставен. Така што ако тоа го изменаджираш и го поставиш како кариера или некој вид на не го измисливме ние и бизнисот не подкрепа и нас. Така што само се вклучивме во новиот бранд на цивилизирана Европа. Сакам малку да се навратам на тие моменти, на нашите први почетоци. Дали ти текнува дека не само што ни беа откачени емисиите, откачено ни беше и целото дружење што се случуваше таму. Се сеќаваш ли на Токму луѓето? поради тоа се смеам. Па јас се сеќавам дека пред Ги луѓето, наброиме, знаеш ли кои се, паметиш ли кои луѓе беа таму? значи Текнува на Тони од канал Тони Тони Ти од канал Танчевски, 3. да. Тони Танчевски беше Тони Ти многу пред да стане Тони Брекстон и така натаму. Сериозно, не дека он го измислил Тони, ама Тони Ти од и прекарите и минјата има добро па секогаш и името и прекарот има многу врска со тоа што го правиш. Тони, Ванчо, кој е глумец Ванчо Петрушевски, Джаро и неговиот асистент, кој тогаш беше дете и му ги местеше песните на Джаро. Ово го кажувам вредно, бидејќи човеков почнуваше, мислам и дека помало од нас Ранко, а можда и не. Ранко Радио Бубамара. Бубамара, асистенција. Дон Крле, нашиот техничар кој мислам дека беше
побушавен лик, ама во радиска форма. Значи, тој беше техничарот што после долго време кјутење е на работа. И не можеше да биде непрегорен. Значи, како позитивен лик. Борис Пауновски. Борис Пауновски. Види, Голем тука дел од всушност луѓе кои помина сите оние кои само се отвараа радија. Мислам дека 3-4 радија се случија од таа екипа. Имаше многу добра техничка секретарка или PR менаџер, одличен асистент на собственикот. Значи секакви денес се тоа професии, тогаш беа недефинирани, ама постоја. Да, и газдата ни Компјутер. беше, газдата Дејан беше фантастичен Да, човек, ни возможуваше журки како што никој никаде не правеше на други места. Точно. За тоа што компјутерот беше Commodore, да те потсетам дека беше битно да има монитор кој е врзан со компјутер надвор, да не се довикува. Ова и сега го кажувам ова како иновација во ова. Иначе на радио ништо не се слуша никогаш. Ама како овој да знае дека без интернет. И така натаму. И најавуваа кој е на линија. Па ние че они пишуваа надвор, ние солист. читавме со Комодоре. И сме се радуеле на тоа. Леле, па мобилниот денес твојот мобилен апарат сериозно мислам дека има појак процесор од цела технологија што се донкрне. Така, од сите Комодори у тоа време кои излегува, кажи ми. Сигурно. Еве сведок си Добро, на тоа што се случуваше тогаш. Сме посведочени. Има ли такви журки во ова денешно ново време? Нема и не смее да има. Не смее никако да има. Треба да има најмалку 4 пати подобро. Гледај зошто. Ние, значи сме си играле колку што сме можеле најако од тоа што дозволувало времето, бидејќи ние сме почитувале некои правила и сепак сме оделе, значи сме научиле да одиме до ивицата, границата и сме гледале што има ваму, таму и се што не интересира. Значи треба да се биде предпазлив до каде се можностите, да се ужива многу додека се прави тоа и журките, односно акцијата сама доаѓа. Види, ние сме поминале сигурно подобро од тие пред нас. Ама тие пред нас ти текнува како вика, абе немало подобро време од нашево време. Ја сега ти кажам една реченица. Крин. Ја не сум ја видел сладкарата дека дедо ми, татко ми и така натаму. Некои објекти кои биле полигон, диско, подиум за живење. И сега ти, некој игра, некој не игра, некој ужива на шанк, некој не, некој се поздравува, некој е веќе пијан, некој не е. И така натаму, значи сите правиме разни работи. Ако сите го правиме тоа што го сакаме, тоа диско е најсрекното диско. Точно. И препорачувам, значи, да се најде подиум и да се ужива. Инаку, не смее да има журки забави како нашите. Тие мора да останат такви. Мене ми биле супер и секогаш ми е кеф кога ќе се сетам, но сите луѓе ги викаат глупости, но тоа не се баш глупости. Што глупости имаш и на други места, па неспоредливо е. Да се живееме ние во овој убав детски балон кај што може да се живее, функционира реалноста исто, лажат дека детето, ама гледај како другите, па не знам како што, добро, тоа е точно, битно, треба да знаеш што очекуваат другите, но за да ги надминеш нивните очекувања, треба и да експериментираш. Ти благодарам, Викса, и за овој дел од муабетот. Мене секогаш ми е драго кога имам можност да разговарам со тебе, а поготово во вакви моменти, кога можам да се навратам на нашите рани почетоци. Кефот е мој да видиш какви филмчиња ми се прожектираат, филмови кои ги посакувам секој. И тоа, еве, вака првпат го правиме сега пред камера, да можат и нашите најмлади гледачи да научат, еве, како ти си станал, како јас сум станал, како заедно сме влегле во овие води во кои што сме влегле, колку ни било убаво на времето и колку се уште уживаме. Фала ти. Ќе направиме сега една кратка пауза, а за неколку минути, почитувани гледачи, продолжуваме со нашиот разговор и со мојот денешен специјален гостин Виктор Петров Викса. Бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме повторно во разговор со мојот стар добар пријател Виктор Петров Викса, човекот со кој што започнавме заедно, човекот со кој што можам да кажам дека заедно влеговме во овие води и паралелно ги градевме нашите кариери. Разговаравме за радиската дружба пред малку. Уживање, да, за уживање и како е добро чувството. Приметуваш дека кога разговараш вистински муабет, го чувствуваш. Тоа и не се прави со сите и тоа е внимателност, но рековме, за да се биде добар, треба да се знае што се прави. Така. Што ќе правиме јас и ти.
Сега одиме на точка број 2. Зборевме за радиото, сега за телевизијата. Дали ти текнува на тебе, Викса, е вака малце да те подсетам сега, дека паралелно со радиото нас почнаа да ни се мотаат во глава и вијугите за телевизијата. И така некаде 91-а, па и втора, успеав од едни наши пријатели да позајмам една видеокамера со која што јас и ти и направивме првите храбри чекори надвор на улица. Го паметиш ли тоа? Кој и денешното време ќе посведочи видеото, бидејќи имаме видео, докажува дека дали имавме сценарио за правењето? Не. Не, никако. Но истата мекотија, истата репортажна тензија би рекол. Како денес, не знам, оние прилози или анкети кои ги прават денешните телевизии, јас не се да ги подценам далеку, тие се најдобри. Но јас и ти сме биле подобри од себе во 90-тите, зборувам за ВХС. ВХС беше камерата, ВХС. И анкета на гледаш труд и социјална политика. Правевме некое снимање во една сега се молови, порано во тоа време како се вика на Стоковна куќа. Да не ми текнуваше на името Стоковна куќа. Никогаш нема го заборавам моментот. Кога ти со бушева фризура влезе во Стоковна куќа мост и ги праша кои чорапи ви се најдобри. Се најдобри. Како мене број дали имате, а тие беа возбудени и ставаа некои либови, нешто јадеа сендвичи. Ајде да се вратиме, бидејќи тоа време немаше финти од типот на бурек или не знам како, или имаше, но многу помалку дуќани и веројатно луѓе си пеглувале од дома. Таа беше раскомотена, да го стави тоа натре, па го има на камера. Но знаеш што било битно? Битно било изгледа дека се прави нешто различно од стандардот. А оној кој користи е секогаш гледачот. Гледачот нема да ти се налути ако ти малце заработиш од тоа, ама па ако многу се правиш важен дека си ептен, паметен и многу фраер, он нема да сака да те гледа. Тоа значи дека ти треба да бидеш доволно шизик, збориме за градење кариера. На почеток кажавме што треба да се прави, но секој ден си е некој свој вид на зголемување на ако вежбате и станувате билдери, поголем мускул. Како се прави поголем мускул со вежби? Еве за нашите гледачи малце да објасниме сега вака понадолго и понашироко со каков ентузијазам и со каква љубов ги правевме, значи тие први снимки, да се навратиме на тој период. Прво, дали ти текнува што се случи? Ја земавме камерата. И никој не праќал да одиме некаде да снимаме. Ние како да бевме договорени дека треба да снимаме. Самите имавме огромна самодоверба, она што преска го напомена. Да, самодоверба. Дека едно од твоите први вистинската работа сме ја правили. Едно од твоите први интервјуа беше со оној човек што стоеше на паркинг, односно наплаќаше на рампата, тука во делот каде што сега е човек работник. Човек кој сега, нели секое време си има свој модни изрази и така натаму, но тој е средно облечен човек, за да не ве збуни визуела и така натаму, и има една зелена нијанса на ВХС-от. Во таква боја живеа вашите татковци и мајки. Еве, прашајте ги ако нас не верувате и дзирнете го. Точно, тоа е тоа времето. Од тука влеговме потоа во Стоковна куќа мост и таму направивме едно интервју за чорапите. Дали ти текнува дека сите продавачки беа облечени во исти бои на униформи? Тоа е еден куриозитет кој денес можеби ќе им биде интересен на новите деца и мајки. Ото имавме прошетка низ чаршијата. Бевме да снимаме кај турист. Значи кај ресторанот турист. Па шетавме доле на кај Дестан. Дестан уште беше на ќошето. Далеку беше од ова што е денеска. Дестан. И снимавме после и на многу други локации и места. Така. Кажи ми дали во твоите рани почетоци, со твоите први средби со камера, на што заедно го правиме, дали имаше трема тогаш? Неверојатно, да, веројатно трема, знаеш што сум открил, трема добиваш како се убедуваш да бидеш се подобар и подобар, а врска нема според твојот план, веројатно има се битно и да дефинираме што е трема. Понекогаш е добро да осетиш како крвта ти застанува. Колку и да е лошо е добро. Дозволи сега да те прашам, кога ти ја направи првата твоја телевизиска емисија? Јас чинам тоа беше топ-листата за Кока-кола. Да, таа се викаше Булевар Кока-кола број 20, бидејќи тогаш така се пишува адресите и мене ми текна дека е добра музичка адреса да се има на телевизијата, да има музичката адреса на телевизијата да биде потпишана со таа топ-листа. Таму се пуштаа спотови кои што
денешно време што би било аналогно на тоа? Таму денеска се пуштаат, денес изгледа животот многу поинаку, но тогаш немаше континуирани музички канали каде што можеш да си пуштиш и да слушаш, да читаш нешто. Туку беа само како емисии и сега да не го објаснувам форматот, јас не измислив ништо, туку го адаптирав она што мислев дека му недостига на Виктор кога би седел и кога би гледал нешто, би сакал такво нешто да гледа и така се забавував со една многу добра екипа од луѓе и од А1 и од една агенција која можам да спомнам, бидејќи денес се вика New Moment, а тогаш се викаше Сачи и Сачи. На кои се останати телевизиски проекти после тоа работиш? После тоа се движеше моето телевизиско CV, се движеше, сега ми текнува на едни инфолиптус, тоа беа музички формати кои што беа меѓу фаза помеѓу топ листа и фантаскоп. Текнува, ти не работеше на фантаскоп, леле сум остарел, значи чим не, фантаскоп е 3 минутна фаза од музика и спотови што има ново што прават познатите. Тоа денес го викаат веројатно некој вид на музички вести, ама на почетокот на македонската ТВ сцена беше интересно и сум работел на такви проекти. Сум паѓал со балон заедно со тебе на проект, на пример, во приветување преку главниот град. И тоа сериозно сум ме паѓале и си бил тука во секој момент. Респект. Можеше да си побегне комбето, што не следи од оздолу. Така беше. Зашего, беше интересно. Значи на ивенти сме го отвориле Макдоналд заедно. И сме го затвориле, имаше и таква финта, не знам дали ја прочита на Facebook, дали ќе ги видна Дарко и Викса на затварање на Макдоналд, пошто на отварање беа тогаш и вака професионалното его ми кефна, ама не ми е кеф се што е затворено, значи дека некогаш било отворено. Не зборам ништо погрешно. Дозволи сега да те прашам, каде се гледаш понатака во иднина? Радио, телевизија, двете заедно или нешто трето? Гледа колку работи има за траење, искрено да ти кажам, не знам. Мислам дека секој ден е раскрсница, бидејќи ти секој ден можеш да почнеш со нешто ново. Каде работиш сега, на кој радио може да те слушаме? Во моментов ги будам луѓето кои сакаат да видат да стануваат во добро друштво. Значи работам на Сити радио од 7 наутро на 9:47 и да ти кажам, можам да се пофалам дека сето тоа што се случува на Сити се пренесува и на Метрополис национална радио мрежа која што го сервира добриот расположен радиоводител секаде низ Македонија. Сите оние дечиња кои што сакаат да се бават со оваа професија, радио и телевизиско водителство, што би им препорачал? Јас веќе во денешно време има две школи кај нас. Едната е висока школа за новинарство, мислам и менеджмент. Таму се подготвуваат сите овие фази што ги зборувам. Јас и ти, фазите кои што ни интересирале и сме ги некогаш сме трчале по литература, некогаш сме читале, некогаш сме слушале, сме доразвивале, сето тоа е стаено и можеш да си избереш кој принцип сакаш да го бидеш. Сакаш да бидеш спортски водител, сакаш да бидеш forecast, временска презентер на временска прогноза. Сакаш да бидеш, они го викаат она што јас сум ја бркал као кариера, а она ме фатила мене, radio personality. Значи, школото, талентот, самодовербата и на крај упорноста. Вистинската обкружување од другари секогаш кои сериозно не се случајни. Јас ти благодарам што беше мој денешен гостин и драго ми е што токму со тебе, кога дојде моментот за одење, отидовме заедно на аудиција. И кога дојде моментот да ја земеме камерата и да го притиснеме копчето, го притиснавме. Да. Верувавме и успеавме во работите, затоа што едноставно решивме да не се откажеме, решивме да не се одречеме, бевме храбри во сето тоа и имавме план. Имавме план. Така. План кој чувствувавме дека не води кон нешто убаво. И уживавме во моментот. Уживајте во моментот. Стварно кеф, ова не се гледаме, ние пак ќе се видиме. Така. Да си ми жив и здрав, почитувани гледачи. Тоа е се во ова денешно дружење. Јас сакам тука да ја завршам нашата денешна емисија. Ви благодарам што бевте заедно со нас. Следната емисија на Супер Звезда е за 7 дена од сега, а до тогаш бидете добри, слушајте ги мама и тато и слушајте радио нормално. Се гледаме. Чао, пријатно. Чао, чао, чао.